Дневник во 20 часот, добро вечер, следуваат настаните кои што го одбележаа 6 септемвриски ден. Акција за уточнување на податоците за сопственоста на земјоделското земјиште кое се наводнува од водите на хидросистемот Брегалница започна водостопанското предпријатие Подружница Брегалница Кочани. Во градинките и училиштата во источниот регион се бара место повеќе за целодневен престој на деца од одделенска настава. Годишник од Виничко Јакимово се запали од оган од страништа. Во сообраќајка во најфреквентниот дел од Виница потешко е повреден 10-годишник од Виница. Акција за уточнување на податоците за сопственоста на земјоделското земјиште на кое се користи наводнување од водите на хидросистемот Брегалница започна водостопанското предпријатие Подружница Брегалница Кочани. Акцијата е со цел создавање на целосна евиденција и преглед на површините кои се наводнуваат и корисниците на истата. Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија Скопје, Подружница Брегалница од Кучани, започна со акцијата за уточнување на податоците за сопственоста на земјоделското земјиште, на кое се користи наводнување од водите на хидросистемот Брегалница, со цел создавање на целосна евиденција и преглед на површините кои се наводнуваат и корисниците на истите. Водокорисниците од подрачјето на дејствување на хидросистемот Брегалница, кои имаат извршено промена на сопственоста на земјиштето и истите ги немаат достега направено, тоа да го направат во водостопанското предпријатие, истакна Николчо Гоцев, директор на Водостопанство Кочани. Би сакал да испратиме еден апел до нашите водокорисници и земјоделци кои што ги немаат решено имотно-правните односи со ниви кои што ги обработуваат наследени од дедо, баба или комши, а немаат документ за тоа, да дојдат деновиве во Подружница Брегалница во канцелариеве во Штип, Свети Николе и во Кочани, да го регулираат, бидејќи во тека изготвувањето на задолжувањето за воден надомест, односно облогот, и да не бидат оптеретени дополнително со проблеми. Ваквата евиденција може да ја уточнат и оние земјоделци кои се корисници на земјоделско земјиште, со цел да се направи увид и промена во евиденцијата на задолжувањата на наводнувани површини за наводнителната 2016 година. Канцелариите на Водостопанство Брегалница во Кочани, Штип и Свети Николе се отворени преку целиот ден и во нив земјоделците може да ги направат промените во сопственоста на земјоделското земјиште, додава Гоцев. Во спротивно следуваат казнени мерки за непочитување на одредбите од Законот за водостопанство. По вчерашните обвинувања на адреса на работата на инспекцијските органи од страна на СДСМ Штип реагираше управата за јавни приходи. Оттаму апелираат опозицијата да се залага за даночна дисциплина, а не пропагирање на сива економија. Штипските социјалдемократи вчера на пресконференција го кажаа својот став околу казнената политика на управата за јавни приходи. Ваквата актуелна казнена политика негативно се одразува врз нормалното работење на фирмите, заради што најавуваат либерализација на казните после изборите во декември. Новата, одговорна влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе воведе опомена пред казна, а казните ќе ги намали на половина. При првично констатирање на прекршок ќе се изрекуваат само писмени опомени, а преполовената казна ќе се изрекува само во случај на повторување на одредено прекршување на прописите. Нема да дозволиме службите за инспекција да ја злоупотребуваат својата положба или да заплашуваат со казни. Казните никогаш нема да се користат како мерка за полнење на буџетот или политички пресметки. За обвинувањата од страна на СДСМ Штип реплицираше и управата за јавни приходи, од каде изразуваат жалење што се уште одредени политички партии ги користат основните надлежности на даночната администрација и ја доведуваат во прашање работата на управата за јавни приходи за цели на некаква дневна политика и меѓупартиски препукувања.
Поаѓајќи од фактот што резултатите од работењето на управата за јавни приходи се транспарентни, не ни е јасно за какви и кои големи казни говори оваа политичка партија и какви се тие наводни новини кои се предлагаат кога од 2015 година со измените во Законот за прекршоци управата за јавни приходи ги применува новите критериуми за одмерување на висината на глоби во случај на сторен прекршок, односно она што го предлага оваа политичка партија како новитет веќе во пракса функционира и казните се драстично намалени за сторителите на прекршоци кои нема да ги исполнат своите даночни обврски. Од тука се поставува прашањето дали оваа партија воопшто ги следи законите и се залага за даночна дисциплина и дали управата за јавни приходи треба да си ја врши работата и да има еднаков третман кон сите даночни обврзници или пак инспекторите селективно да работат и да ја злоупотребуваат својата положба со што нема да изрекуваат казни во одредени општини или за одредени обврзници, што се сведува на пропагирање на сива економија, стои во реакцијата од управата за јавни приходи. Со стартот на училишната година се актуализира и потребата од обезбедување целодневен престој на најмалите ученици, односно децата од одделенска настава. Градинките и училиштата на истокот треба да работат на проширување на капацитетите, бидејќи се бара место повеќе за целодневен престој во регионот. Веќе неколку години поред на истокот во детските градинки и основните училишта, учениците на возраст од 6 до 10 години имаат можност да бидат згрижени во целодневен престој. Ова учебна година 75 ученици посетуваат целодневна настава во двата клона на Штипската детска градинка Вера Цирвири Трена, со што капацитетите се целосно исполнети. Во 8-часовниот престој колку што време поминуваат учениците покрај редовната настава, тие се подготвуваат и ги изработуваат училишните обврски за наредниот ден. Во однос на придобивките, мислам дека придобивките се големи затоа што самите воспитувачки ги извршуваат, ги пишуваат домашните задачи и ги припремаат децата за наредниот школски ден. Во однос на исхраната си ги добиваат, значи доручек и ручек и ужинка, се она што следува и на децата од градинскиот дел. Во општина Делчево годинава има најголем интерес за продолжен престој, зашто училиштата имаат потреба од ангажирање на дополнителен персонал. Свети Климент Охридски веќе трета година реализира продолжен престој за деца во просториите на училиштето. Сите ученици кои што се пријавени за овој продолжен престој по наставата, после 11 часот или 11:30, зависно како завршуваат часовите, одат во просториите за продолжен престој, каде што остануваат до 3 часот. Значи, како што кажа, веќе трета година поред се одвива оваа настава. Оваа година имаме околу 25 ученика. Интересот расте од година во година. Во Општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево од 5 септември почна со работа целодневната настава. Оваа година интересот за целодневната настава е со зголемен интензитет, затоа моравме да ангажираме уште еден наставник кој ќе помага во работните задачи кои следуваат согласно програмата во целодневната настава. Интересот, рековме дека е зголемен и оваа година во месец септември 42 ученика стартуваат во целодневната настава. Најголем интерес и потреба за посета на целодневна настава имаат учениците од прво и второ одделение. Затоа образовните институции на истокот кои ги згрижуваат учениците војни не размислуваат и за проширување на капацитетите. Палејки стрништа, 80 годишник од Виничко Јакимово се самозапалил и починал во полето. Во сообраќајка во најфреквентниот дел од Виница, потешко повреден 10 годишник од Виница. Несовесното палење ја зеде првата жртва годинава и покрај сите апели за штетното влијание од палењето стрништа, земјоделците останаа без слух. Невниманието однесе во смрт 80 годишникот село Јакимово. Палејќи ги тревите во нивата го запалил и лозјето на соседите, па сакајќи да го спречи горењето на лозовиот насад, од димот се онесвестил и силниот оган го зафатил и неговото тело. Пожарот го пријавиле градежни работници кои работеле на градба на куќа. Пожарникарите интервенирале за 10 минути веднаш по пријавата, но кога стаселе, старецот Блаже Јованов бил со тешки изгореници и по интервенцијата на брзата помош само е констатирана смртта. Во пожарот изгореле околу 3 декари сува трева и 1 декар лозје.
Вчера околу 13 часот на булеварот Маршал Тито во сообраќајка повреден е 10-годишен ученик од Виница, кој се здобил со потешки телесни повреди на дел од екстремитетите и итно е пренесен на ургентниот центар во Скопје. Инаку летово во Виница, заклучно со август се евидентирани и регистрирани 33 сообраќајки на територијата на општината, од кои дури 12 во месеците јули и август, а пожарникарите во градот летово интервенирале во 10 случаи на неодговорно палење на страништа. СВР Штип поднесе кривична пријава против 66-годишната СБ од село Брест, Штипско, извршител поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело несовесно работење во службата во обид. Пријавената во својство на извршител во 7 наврати во текот на 2014 година постапила спротивно на законот за извршување, така што во извршна постапка присилно наплатените парични средства по основ на главен долг и камата од МВР на Република Македонија и другите правни лица врз основа на правосилни и извршни присуди, наместо да ги исплати на трансакцијските сметки на доверителите, истата врз основа на адвокатско полномошно ги исплаќала на трансакцијската сметка на адвокат НН од Штип, со што на истиот му овозможила да се стекне со противправна имотна корист во износ од 910.825 динари. Општина Штип ги известува сите граѓани кои имаат диви бавчи, градини и други објекти во населбата 8 ноември покрај реката Брегалница, истите да ги отстранат во најкус можен рок, бидејќи таму општината планира да реализира повеќе проекти. Се известуваат жителите од населба 8 ноември кои имаат диви бавчи, градини и други објекти да си ги отстранат или да си ги соберат плодовите, бидејќи наскоро е предвидено да се реализираат неколку проекти на општината, како и приватни проекти, за што постои градежно одобрение. Еден од проектите е всушност и продолжувањето на пешачката патека до Караорман, која наскоро треба да почне да се реализира, како и уште еден приватен проект. Завршија теренските активности поврзани со истражувањата за резервите на јаглен во Звегор, Стамер, Дилчевско и кај местноста Стар Истебник, Панчерево, кај Пехчево. Како што информираат од АД-Елем, конкретни резултати од истражувачките активности се очекуваат по реализацијата на следната фаза, односно по изработката и ревизијата на потребните елаборати, што како процеси ќе бидат заокружени до крајот на годинава, односно до почетокот на 2017 година. По изработката на ревидираните елаборати кои ќе покажат со колкави резерви на јаглен располагаат предметните наоѓалишта и каков е нивниот квалитет, ќе следува изработка на студија за оправданост за секоја локација. Таа ќе даде насоки за наредните чекори кои би се презеле во однос на исплатливоста за отворање нови рудници за јаглен, земајќи ги предвид сите техно-економски параметри, како и нивното влијание врз животната средина, истакнуваат од Елем. За предметните инвестициски активности АД-Елем обезбедила 905.000 евра од собствено работење. Изведувач на работите кои стартуваа во почетокот на април оваа година беше Градежниот институт на Македонија. Правичните геолошки истражувања на овие локации се правени пред 30 на години и тогаш анализите покажале дека овие локации кријат околу 50 милиони тони квалитетен јаглен. Бела ноќ ќе ја отвори вратите на културните институции во Македонија. Ноќта меѓу 7 и 8 септември во земјава ќе се одржат повеќе културни содржини. На истокот во Штип, Кочани и Делчево, богата културна програма во чест на Денот на независноста на Република Македонија. Со свечена академија, концерти, филмски проекции, представи и отворени врати за посетителите, институциите од областа на културата со Бела ноќ ќе одбележат 25 години од независноста на Македонија. Во Штип, националната установа Центар за култура Ацо Шопов организира ликовна изложба на Борче Минов, литературно читање и прикажување на филмот Жган. Покрај Домот на културата и Заводот за заштита на споменици и култура Музеј Штип со своја програма ќе се вклучи во Белата ноќ. Во 19 часот во музеот на ВМРО за Штип и Штипско ќе се одржат проекции на документарни филмови за истакнати македонски дејци и исто така музеот ќе биде отворен за јавноста, а влезот ќе е бесплатен. Во 20 часот во Уметничката галерија Безистен ќе се отвори
изложбата на македонска графика, тоа се графичари чии дела се собственост на заводот и музеј Штип и влезот и на оваа манифестација е бесплатен. Во 21 часот во музејскиот комплекс ќе емитуваме документарни етнолошки филмови. На истокот, освен штипските и културните институции во Делчево и Кочани ќе се вклучат во одбележувањето на Белата ноќ. Имено во Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево ќе се одигра театарската представа Ништо без Трифолио, а во Кочани во Центарот за култура Бели Мугри ќе има изложба на Принт Нет Студио, настап на фолклорниот ансамбл Мугри, концерт на повеќе бендови и ќе се одигра представата Просидба. Покрај разновидните програмски содржини, ноќта меѓу 7 и 8 септември, кога ќе се случи Белата ноќ, како и на 8 септември, денот на независноста на Македонија, ќе биде продолжено работното време за угостителските објекти за 2 часа. На известување до угостителите дека работното време на 7 и 8 септември ќе биде продолжено за 2 часа, односно ќе биде до 3 часот наутро. 8 септември е и меѓународен ден на писменоста. Во светот има околу 800.000 неписмени луѓе. Малите јазици се на удар на англицизмите, заради што се поизразена и потребата од секаков вид едукација за македонскиот литературен јазик. Македонскиот јазик и писменоста имаат долга историја. Македонскиот јазик има богат фонд на зборови и е основа и одраз на нашата етничка и национална припадност. Секое подсетување за важноста на мајчиниот, во случајот македонскиот јазик, е чекор кон подигање на квалитетот во практикувањето и збогатувањето на јазикот, на кој треба да сме посебно горди. Факт е дека писменоста не почнала во последната четвртина од 9 век, туку некаде од крајот на 7 до почетоците на 9 век постоела некаква писменост на нашево тло, врз основа на која Кирил и Методи веќе успеале да се надградат и да го направат писмото, да ја направат азбуката, кое што пак ја прифатиле сите оние кои живееле на нашите простори. Македонскиот, како и сите мали јазици, денес повеќе од било кога се на удар на англискиот јазик. Посебно младите многу лесно вклучуваат поими од англискиот јазик во секојдневниот говор. Дали овој тренд го збогатува или осакатува македонскиот јазик, денес кога ретко кој печати, повеќе имена принтаат и скоро никој не користи глувче на компјутер, сите употребуваат маус. Факт е дека со информатичката технологија нивното навлегување е навистина големо, но секое вакво подсетување, секое истакнување на оваа потенцијална опасност во самите училишта би била еден конкретен, позитивен пат, позитивна насока за сите ученици и студенти да можат да не се оттргнуваат од сопствениот јазик, затоа што нашиот јазик има богат фонд на зборови, а сакајки или не сакајки, свесно или несвесно, си наоѓаме синоними во странските јазици. Вчера вечер Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип одржа интерактивна трибина за писменоста како наш темел, столб и вечен идентитет. Трибината е во пресред на 8 септември, Светскиот ден на писменоста. Еден загинат и 38 повредени е билансот по тешката сообраќајна незгода во Турција, која се случила на 10 километри од Малкара, односно на 40 километри до грчко-турската граница. До сообраќајката дошло откако автобус со македонски туристи се судрил со камион, а од силината на ударот камионот го влечел автобусот околу 100 метри. При тоа автобусот целосно се забил во приколката на камионот, па морало да го сечат за да ги извлечат патниците заробени меѓу седиштата. Повредените патници се хоспитализирани во болниците во Едрене, Кашан и во Малкара, а 12 од нив биле задржани во болниците. Турските медиуми известија дека камионот го управувал 28 годишен турски државјанин кој не е повреден. Во притвор се и возачот на камионот и 50 годишниот ЗМ, шоферот на македонскиот автобус. Македонскиот конзулат во Истанбул чека официјални информации од турските власти пред да го потврди идентитетот на загинатиот македонски турист во Турција. Не се соопштуваат ниту имињата на повредените туристи. Бразилската полиција денеска спроведе голема операција во рамки на истрагата за проневера во главните државни пензиски фондови од најмалку 8 милиарди реали или 2,4 милиарди долари. Ангажирани се 560 полицајци во повеќе области, вклучувајќи ги Бразилија и Сао Паоло.
Се испитуваат 10 случаи на проневера, откриени при испитување на недостиг на високи суми во пензиските фондови во државни фирми, се наведува во соопштението на полицијата. Од тие 10 случаи 8 се лажни инвестиции, наведе полицијата и додаде дека осумничените се обвинети за лошо управување и други финансиски малверзации. Судот во Бразилија нареди притвор за 7 лица, приведување на 34 лица и 106 претреси. Запленети се 90 згради, 139 возила и 1 авион, како и пари на сметки во банките и акции, чии собственици се 103 лица и фирми, наведе Комисијата за подвижни вредности. Бројот на бегалци што германската влада ги одбила на германско-австријската граница во првите 6 месеци од 2016 година изнесувал 11.700 лица, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи на Германија. Со тоа се потврдуваат наводите на министерот за внатрешни работи на Австрија, Волфганг Соботка, кој во неодамнешното интервју изјави дека Германија оваа година во Австрија вратила околу 10.000 бегалци. Во меѓувреме има нов прилив во Грција. Локалните и пристанишните власти бараат грчката влада да преземе итна акција за да се растеретат пренатрупаните објекти во кои се сместени мигрантите. На грчките острови во изминатите 2 дена пристигнале 84 мигранти и бегалци. Пингпонгарскиот клуб на Универзитетот Гоце Делчев од Штип ги започна подготовките за новата сезона, која што треба да започне на 2 октомври. Во комплетен состав, пингпонгарите на УГД се надеваат дека и во новата сезона ќе имаат добри настапи, а подготовките веќе ги започнаа во спортскиот центар Јордан Мјалков, како што изјави тренерот Ване Барбареев. Пред стартот на новата сезона се случиле неколку промени во пингпонгарската федерација. Минатата недела имавме состанок во федерацијата, каде што направивме соодветни рокади, промени во самата федерација, решивме многу работи, така да можам да кажам да лигата ќе ни почне, значи Супер лигата ќе почне на 2 октомври, тоа е недела. Пингпонгарскиот клуб на УГД ќе настапи во полн состав, значи екипата не е иста како и минатата година. На домашен терен играме со екипата од Младост 96 од Прилеп. И оваа година припремите започнавме веќе со самите подготовки кои што ги правиме овде во спортскиот центар Јордан Мјалков. Се надеваме дека ќе имаме добар настап и оваа година и да одбраниме шампионската титула. Покрај ова, кога треба да започнат самите лиги, значи Супер лигата, прва лига, втора лига и женската лига, имавме и соодветни промени во самото раководство на Пингпонгарската федерација, така да имавме промена на председателот на Пингпонгарската федерација, тој ќе биде Тиловски Горан. Додека пак имам исто така и нов секретар, тој е секретар на Пингпонгарската федерација ќе биде Предраг Чолович. И во новата сезона составот на пингпонгарскиот клуб на УГД останува исти како и минатата година. Во комплетен состав ќе играат Кристијан Станојковски, Петар Костовски, Игор Саздов и Филип Костадиновски. Македонската фудбалска репрезентација во денешното продолжение од квалификацијскиот надпревар на гостување кај Албанија не издржа и доживеа пораз од 2:1 во гол постигнат во 89-та минута во првото коло за светското првенство во 2018 година. Синоќа, поради големото невреме, надпреварот беше прекинат во 75-та минута со резултат 1:1. Албанците денеска искористија еден слободен удар во 89-та минута и стигнаа до победата од 2:1, а стрелец на голот беше Балај. Наредниот месец македонската фудбалска репрезентација ги пречекува Израел и Италија. Ова беа сите содржини подготвени за вториот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.